Институтот за јавно здравје на Македонија во пресрет на високите температури кои ја зафатија земјава и од жолтата фаза во која се наоѓа Македонија препорачуваат граѓаните да се заштитат од директно изложување на сонце. Во делот на општите препораки од институтот се додава да се избегнува излегување надвор во период од 11 до 17 часот, да конзумираат лесна храна и пијалоци, да обрнат поголемо внимание на подготвувањето и конзумирањето на храната, да се избегнуваат термички подготвени производи и да се внесуваат поголеми количини течности. Најдобро обична вода, како и да се избегнуваат алкохолните пијалоци. Најзасегнати пациенти од зголемувањето на температурите се болните со хипертензија, срцеви болни, бронхијална астма, како и хроничен бронхитис. Топлото време го зголеми и бројот на здравствените прегледи во здравствените установи во земјата, информираат од Институтот за јавно здравје. Припадниците на муслиманска вероисповест денес го слават Бајрам, празникот со кој завршува Рамазан. По едномесечен пост во кој верниците се воздржуваат од храна и пијалоци од зора до зајди сонце. Вчера и денес во сите џамии се одржа утринската молитва или Бајрам намаз. Рамазан, 9-тиот месец во исламскиот календар, воедно и месец на почетокот на објавата на Куранот. Рамазан Бајрам се слави 3 дена, а за време на празнувањето се разменуваат подароци и се посетуваат роднините и пријателите. Тоа е еден од двата најзначајни празници во исламот и го означува крајот на едномесечниот пост. Со честитка до припадниците на исламот се обрати и градоначалникот на Штип Илчо Захариев, во која се вели: во најпочитуваниот месец од годината за припадниците на исламот, како градоначалник на Штип сакам да ви го честитам големиот празник Рамазан Бајрам. Штип како град на повеќе религии досега покажал дека постои мир и толеранција и дека верските права се основа на нашето сожителство преку кој обстојуваме со векови. Упатувам пораки на мир, љубов и заеднички живот, вредности кои сите заедно не водат и помагаат и понатаму да правиме добри дела, да ја цениме добрината и сожителството, но и да се посветиме на одржување на меѓусебната доверба и единство. Само така ќе оставиме простор да преовладее хуманоста и солидарноста и ќе докажеме дека со почитување на разликите ние сме големи пред Бога. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани за поднесување барање за користење ИПАРД средства од програмата 2014-2020 дека рокот за нивно доставување се продолжува до 21 јули годинава. Според агенцијата, останатите делови од јавниот повик објавени на 24 април годинава остануваат непроменети и неговата целосна содржина може да се најдат на веб адресата. Највисоки плати земаат вработените во Скопскиот регион. Ова може да се заклучи од податоците објавени во публикацијата Регионите во Македонија на Државниот завод за статистика. Просечната исплатена бруто плата во 2016 година во Скопскиот регион изнесувала 38.602 денари. Во Североисточниот регион просечната бруто плата е 24.818 денари, во Полошкиот 31.524, во Југоистокот 25.632 денари, а во Источниот регион 25.896 денари. Состојбата била слична и во претходните години. На првиот меморијален турнир Ѓорги Стојков Пивка што се одржа во организација на фудбалски клуб Малаакс во Штип, покрај домаќинот настапија екипите на Марак од Дупница, Бугарија, Вардар од Скопје и Бергалници Академија Апостоло Пандев во Штип. Екипите на играчи од генерациите 2005-2006 се надпреварува по принципот 7+1, прикажувајќи извороден фудбал во текот на двата надпреварувачки дена. И во двете возрастни категории, сепак најдобар фудбал прикажаа екипите на Вардар, кои победе и ги освоија првите трофеи. Во категорија 2005 година Вардар беше прв пред екипата на Брегалница, која го освои второто место, и екипата на Маре, која го освои третото место. Во категорија 2006 Вардар го освои првото место пред второпласираната екипа на Марек, а третото место го освои тимот на Академија Апостоло Пандев.
Организаторот Мал Ајакс додели награди на најдобрите поединци. За најдобар голман беше прогласен Филип Слободановски од екипата на Брегалница. Најдобар играч за турнирот беше Давор Серафимов од екипата на Вардар, а најдобар стрелец беше Бранислав Иванов од екипата на Академија Постоло Пандев. Првиот меморијал Георги Стојков Пивка мина во одлична организација на фудбалски клуб Мал Ајакс и со пристојна посета на пријателите на фудбалот во Штип, кои дојдоа на дело да ги видат младите таленти и покрај високите тропски температури. Просториите на основното училиште Славејко Арсов во населбата Баби 2 дена беа во центарот на тододиските возбудувања на најмасовниот турнир во Македонија Джолев Компани. И ново јубилејно 15-то издание настапија традиционално 64 надпреварувачи, не повеќе од Штип, а ги имаше од Кавадарци, Неготин, Окоцени и Скопје. Покровител на турнирот е градоначалникот на општина Штип и за сите изминати години тој или негови представници со свечен церемонијал го отвараат или затвараат овој турнир. Подводнени надпреварување победник на овој јубилејно издание е штипјанецот Јордан Ефтимов. Второто место го освои Николчо Коцев, трет беше Стојан Чештериов, а четвртото место го освои Баже Ефремов. Организаторот додели награди за најстариот учесник на турнирот Александар Јованов и на најдобриот женски надпреварувач Снежана Алексова. Победникот Јордан Ефтимов има настапувано на сите досегашни 15 турнири и ова му е трета победа. 15 учество, трети пат го освојувам првото место, фактички секоја пета година првото место го освојувам и да имам трети место, извинете. Па играам табла од 10 мои години, фактички цел живот сум со таблата. Друго немам хоби. Дека нема повеќе разлика помеѓу машки и женски спортови, покажува и честото и успехот на понежниот пол. Јас како единствен женски член на овој турнир се гордеам со тоа бидејќи учениците ги учам дека нема женски и машки спортови. Играм табла од мали нозе и секогаш кога тука се одржуваше турнирот сакав да учествувам, но бев многу млада и се срамев. Затоа ве повикувам, драги колешки, оние кои знаете да играте табла, да знаете колку се игра убаво, ферплей и би сакала да дојдете да бидеме заедно сите, да се дружиме, бидејќи ова е еден убав настан, посебно ако знаете да уживате во играњето на таблата. Турнирот и годинава беше масовно посетен и од учесници од наблюдувачи и мина во коректна и фер атмосфера. Еви ова година по 15-ти пат овој турнир веќе во завршна фаза го добивме и првиот надпреварувач Ефтимов Јордан, кој веќе по трет пат го освоја првото место во Штип и му честитаме многу и многу среќа за понатаму. На овој турнир имавме 64 учесника, кои по турнир поминав се во добар ред, немавме некои проблеми и мислам дека сите кандидати треба да бидат задоволни. Традиционално по завршување на турнирот организаторот обезбеди заеднички коктел за сите надпреварувачи и почесни гости со аманет до година повторна средба на 60-тото издание на турнирот во табла Джолев Компани.